Драстичен пораст на спонтаните абортуси минатата година бележат гинеколозите во Гостивар. Речиси двојно повеќе трудници несакано ги загубиле бебињата споредено со 2019-та. Ковид-пандемијата има најголемо влијание врз ваквите црни резултати, сметаат лекарите. Нередовните прегледи поради страф од вирусот, стресот, па и самата болест ги наведуваат како едни од најчестите причини за спонтаните абортуси. Бројот на спонтаните абортуси е, кажи речиси, двојно поголем 2020 за разлика од 2019. Сега ако ме прашате во што се должи тоа, најверојатно неможноста на тие пациенти, пазејќи се од ковидот или од други причини, или несовесни пациенти, не одење на време кај матичен гинеколог, или можеби стресот од пандемијата, па такви сме имали и пациенти кои биле заразени со ковид, па морале по некаков начин да прекина бременоста. Тие се милион причини ако ме прашате, но сепак како статистика го имаме покачено бројот на спонтанните аборти. Податоците од гинеколошко-акушерското одделение во Гостиварската болница покажуваат дека претходно се регистрирале по 30 спонтани абортуси на годишно ниво. Лани таа бројка надминала 55. Возраста на трудниците обично се смета за ризик фактор, но во ланските случаи не била потврдена поврзаност. Лани сме имале, мислам 2019 сме имале некаде 30-32-3 пациентки со missed abortion или спонтани аборти, 2020 сме имале 55 до 60. Тоа е приближната бројка сега. Тоа нема некоја разлика во годините, но статистички земено нормално дека кај повозрастните пациентки може да се случува тоа, но таа бројка нема некоја улога со возраста на пациентките. Не можеме да ги поврзаме тие двете фактори. Контролите кај матичните гинеколози трудниците би требало да ги прават редовно еднаш месечно. Контролните прегледи се особено важни за жените со ризична бременост, нагласуваат лекарите. Што се однесува до заштитата од коронавирус кај идните мајки, гинеколозите препорачуваат почитување на општите мерки, како и внесување на доволно витамини, овошје и зеленчук за зајакнување на имунитетот.